На синокешната конференција во организација на фондацијата Бертелсман во Вашингтон се разговараше за растечкиот бран миграција на глобално ниво и кои се начините за полесно справување со овој тренд. Како тема меѓу учесниците не изостана ниту кризата со бегалците и мигрантите во Европа. Гостин во денешниот Ньюсфлеш е македонскиот министер за одбрана Зоран Јолевски. Министре, добро дојдовте во студиото на Гласот на Америка во Вашингтон. Каква е состојбата на границата во моментов со оглед на неодамнешните судири меѓу полицијата и мигрантите? Како што знаете, на нашата јужна граница има во областни домени има околу 10 до 12.000 мигранти, бегалци, кои што таму стоат подолг период на време. Неопходно е да овие бегалци се релоцираат во камповите во Грција, каде согласно договорот меѓу Европската унија и Турција ќе бидат процесуирани и тие лица кои што може да добијат статус на бегалец ќе бидат после трансферирани во соодветната европска земја каде што ќе добијат престој како бегалци. Колку пари троши Министерството за одбрана армијата на Македонија за справување со оваа криза? Има ли поддршка, помош од меѓународната заедница? Армијата на Република Македонија внимателно некој министерство ги следиме настан на настаните како во Грција, меѓутоа и приливот на мигранти од Турција. Заради тоа имаме одреден ангажман на војска на границата. Ако продолжиме да трошиме средства со нова ниво кој што сега го правиме, до крајот на годината само за трошоци за војниците, за нивно сместување, дневници и гориво ќе потрошиме скоро 8% од нашиот буџет, што е огромен издаток. Судирите меѓу полицијата и мигрантите за жал предизвика еден вид на дипломатска и медиумска војна меѓу Македонија и Грција. Кој е виновен за ескалирање на ситуацијата или воопшто има ли виновен? Мислам со самото тоа што една голема група на луѓе се држи само на неколку стотини метри од границата, создава одредени тензии меѓу мигрантите. Тие стануваат нервозни, бидејќи не може да продолжат нивниот пат кон север, односно кон земјите членки на Европската унија, а и одредени невладени организации. Овде сакам да истакнам дека повеќето невладени организации коректно и професионално си ја вршат работата, е потребно да ги имаме да им помагаат на мигрантите, меѓутоа одредени невладени организации на некој начин ги стимулира овие мигранти да направат одредени чекори кои што не беа добри ниту за нив како мигранти, за нивниот имидж, ниту за земјите за Македонија и Грција, бидејќи тие се на граница меѓу Македонија и Грција. За крај би ве запрашал, договорот меѓу Европската унија и Турција најдена критика дека понекогаш иако балканската маршрута е затворена, нема да го сопре бранот на бегалци. Кој е вашиот став за тоа? Видите, се соочуваме со мощна глобална криза, бегалската криза со која што Европа последниве неколку месеци, посебно од средината минатата година, ги надмина сите можни предвидувања во поглед на низината големина. Неопходно е да имаме една сеопфатна стратегија како да решиме оваа мигрантска криза. Договорот меѓу Европската унија и Турција е значаен чекор. Првиот денови покажува дека приливот на мигранти се намали и ова што дискутиравме вчера на мощно високо ниво дека во Вашингтон со експерти, потребно е да имаме сеопфатна стратегија во која ќе бидат вклучено создавање на подобри услови за мигрантите во земјите кои се непосредни соседи на Сирија и Ирак. Тука зборувам за Турција, Лебанон и Јордан. Министре, ви благодарам за разговорот.